Неговото име не е непознато во Републикава, а особено во градот во кој живееше целиот свој живот и овде почина. Целиот живот тој го посвети на својот град. Љупчо Шкартов, доволно е само да кажеме, и веројатно по старите генерации ќе се седат. Кавадарци не е онакво какво што сега го знаеме ние, но во неговата визија го имаше особено новиот центар на градот, градскиот парк и други објекти во овој град. Тој ја почитуваше својата генерација, беше тивок, но авторитетен, неговиот збор се слушаше, тоа добро го знаат постарите кавадарчани. Со неговото име се врзува целокупниот развој на повојно Кавадарци, особено периодот кога беше доведувана вода од планината Кожув. Него можевте да го видите како шета низ Кавадарци со палдото преку рака и заедно со омилената внука. Тој предводеше плејада на раководители, денес повеќето починати од нив или пензионери. Нему понекогаш и нему беше право да се донесат некои решенија, но знаеше да ги почитува, да призна или подосна да ги пофали дека се добри. Спортот особено го преферираше, а фудбалот најмногу му беше слабост. Со пиетет зборуваше за Добри Даскалов, за Асијата, за Минчев, за Габерот, за Јасмин. Неретко имаше и забелешки за своите соборци, за начинот како живеат, како се однесуваат. Сепак одбележа едно време. Сега е друго време со други предизвици. Градскиот парк, плоштадот, собраниската зграда, бројни инфраструктурни објекти од областа на образованието, културата, спортот и така натаму се синоним на неговото постоење или поврзани со него. Тие обрзуваат да не го заборавиме. Во негова чест, градскиот парк денеска со одлука на Советот на општина Кавадарци го носи името Љупчо Шкартов. И јас потекнувам од едно многу широко семејство. Тоа се познати 5 браќа кои се чинјават една заедница, фамилиарна заедница. Тоа сега тако нешто не постои и тешко се разбира. Најзначаен е кога Кавадарци почнува да се развива као урбанистичка целина. Иначе Кавадарци познато беше стара турска касаба, турска. Се со стари објекти, без план, ништо од новото. Тоа се што е у Кавадарци, тоа е се ново. Скоро се ново. Ништо не можеше да се држи, макар и имаше објекти кои се многу ретки, али кои што не може да се санират и да се задржат као такви. Тоа е период кога Кавадарци доби еден полет. Полет за да се од касаба од 5000 становника се разви во градче кој што има урбанистички елементи, али кој има веќе зголемување на населението. Тој, за да се зголемува населението, потребни се многу елементи, меѓу за Кавадарци камен мегник е водата. Кавадарци е познато дека беше најсушно место. Толку сушно да оно не можеше да обезбеди елементарни потреби од вода за тоа население што го има. Тоа што значи елементарни? Сем да се задоволат, што се вика минимум чашки вода да се напие денеска и да се забришат очите, друго ништо. Кавадарци, например, немаше повечко вода, него што даваат тие 4-5 или 6 чешми јавни.
чии со извориште беа у Ваташе, у селото Ваташе или над селото Ваташе, не Мокришки води, него Кавадаречки. Иако се настоявало всеки път да се реши това прашање. И у Кралска Југославија тоа бил проблем број 1. Оти Кавадарци живееше со неколку изворчиња што ги имаше уз реката, овие извори у ватра што ги викаме со тие, што ги хранеше овие 4-5 јавни чешми, кои што половина затнати, половина такви, толку беше капацитетот на тоа. Тоа беа тие и плюс 200 бунари. Толку Кавадарци имаше. Али тие 200 бунара за пиење беа само 20, околу 20, и тие бунари, ако се експлоатират, а мора се експлоатира за тоа што луѓето ги црпат, па ќе ги чекаш да се наполнат, па после пак да ги црпиш. И тоа беше проблем број 1, сите генерации околу тоа беа и на сите му беше најголемата желба да се реши тие проблем на водата. И правени се многу големи напори да се тоа реши. Например, последниот знак дека што е правено тие напор да биде решен, тоа се каптажите на Мокришките води. И таму не е завршен, иако е почнат у стара кралска Југославија, нити за време на бугарската окупација. Тек со ослободувањето на градот, тие проблеми скинат. И тоа под најхитно што можеше, тоа ги водата е доведена со железни цевки од Мокришта, заврши се каптажите и пуштини. Али пуштини се пак као водовод од 9 литра у секунда. Тоа е пак многу минимум. Пак јавни чешми. Сега не се 4-5, сега се појаки, посилни, али се 10. Толку. У куќа не може да се замисли. Повеќе нешто да има. Тоа е тоа. Али тој проблем додека не се реши, а он е решен со тоа што као акција, смислена акција, да се префрлат води од сливот на реката Бошава. Штом тоа се реши, Кавадарци нагло почна да се зголема становник. Приливот, механичкиот прилив се зголеми. И од тоги се е сапе до Кавадарци веќе као урбана заедница се осеќа од и има динамика на развој. И ово што го достигнат сега за овој краток период од 50 години, 30.000 становника, тоа е тоа. Тоа е тие период. И Кавадарци доживе секаков препород, материјален, па и духовен и тоа може да се сапе, али е решен тие проблеми што беше најголемата кочница. Иначе имаше и други проблеми, например патишта немаше. У Кавадарци да дојдеш до Кавадарци се идеш само преку едно џаде, ако идеш од исток, ако идеш од запад, тоа е истото џаде кое што е прекинато тука у средината на Кавадарци, можеше да дојде со кола. И тоа кола која што на горнината од мостот до чаршијата мораш да подпомогнеш и со друго, со тискане. Тоа се тие. И тој период, ја го мислам, период на растање. Иначе може да се каже, он се градеше од материјал, тоа што реката го донесуваше, каменот, песокот, макар да малку се употребуваше песок, али калт, главен. Плитарот беше главен за подиве нешто ново. Ретко и тие беа на број и се знае кои куќи беа направени. Као на Игно Оравечи куќите на Джамба со Петре Џони, хотел што изгради со заработени пари од Америка што и донеси. Тоа беа. Иначе другото се беше таков исцрпен фонд кој што немаше елементи ни да се зачува као раритет, као реткост кој ќе ја остане.
Мостот е стар мост, имаше една чешма белка доле, од кога постоje, колку време е работело и тоа, јас не го памтим, мислам и кавдачани не го памтиат. Али извори што на Белка се знае дека тоа е Домовица, тамо околу Домовица. Таа е веројатно и од турско градена чешма, али е модернизирана малку као водоводна објекат, монополот кога е изграден. А самата граѓевина, тоа е турска граѓевина, како што е и мостот е од турско. Која година прилика? Тоа никој не може не верувам да го знае. Нема жив човек кој што може, ако е у записи негде, еве архивот, сега ќе се збогати со такви работи, може ќе се најде трага. Тешка беше нашата разделба, кога тргнав во непознат крај. Моите солзи патот го топеја, по патот за непознат крај. Моите солзи патот го топеја, по патот за непознат крај. Дојдов тука како јабанџија, далеку од својот дом и крај. Срце плаче, нигде среќа нема, тежок гурбет, туѓа туѓина. Срце плаче, нигде среќа нема, тежок гурбет, туѓа туѓина. И
сосем накратко на крајот, овој новиот растеж на Кавадарци, новата изградба и препородот на Кавадарци, што го велите вие? Препородот е нагло кога се решило ово прашање, онда Кавадарци со несувањето на водата и со изградбата иригациониот објекат, тоа е системот на наводување, веќе Кавадарци не е пустелија, тиквешијата се препороди од корен и стопански се разви, она достигна една бројка од 14.000 запослени луѓе. Тоа е рекорд голем. Ние станахме една општина у која што бројот населението, ако се упореди со бројот на запослени, на второ место у Југославија беме. И тоа ги беше богатство тоа. После основните култури, што сега е тука, лоѓето од најмногу што имаше за време на национализација на лозарството, што го извршихме овде као локална национализација, ние собрахме од таа национализација околу 76 или 67 хектара, а сега има 7.000 и преку 7.000 хектара лозја. Тоа се неупоредиви цифри. Така е сегден. Сега у ова така наречена системска преобразба што доживуваме, транзиција, што ти ја знам сите вие нови категории што ги имаме, имаме голема криза, меѓутоа криза која што може само да оде у подобро и веројатно ќе исплива. Можеби не лесно, ама развојот е во тој смисол. И сега како тоа ќе се направи, не тоа младите генерации кои што се поучени, можат, а и најголемиот капитал не е тука парата, него е тука и човекот. Мислам и големата преобразба што имаме доста учени луѓе, тоа е друго што нема шанса да се тоа знање да се ставе у служба на развојот.